Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите најновото издание на Само вистина. Вечерва во студиото ќе дебатираме со двајца пратеници. Билам добро вечер за Сања Лукаревска од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за можноста. Господа, со оглед на тоа што и двајцата сте пратеници, јас би почнала со она што е актуелно во собранието, односно двете иницијативи кои што се поднесени за формирање на анкетна комисија, за едната само за трагедијата во Кочани, другата сеопфатна за последните големи трагедии во државата. Од собраниските служби информираа дека и двете иницијативи се прифатени и се доставени до вас пратениците, па моето прашање и веќе започнам со госпоѓата Лукаревска, дали СДСМ ќе прифати она поднесена иницијатива од ВМРО ДПМН и што точно доработивте во, односно што коригиравте во иницијативата која првично беше поднесена од ваша страна? Најпрв да потенцирам дека имаше некои технички грешки во делот на самата иницијатива, односно одлуката за анкетна комисија која што ја доставивме до председател. Барем така ни беше презентирано од страна на председателот на собранието и имавме рок од 15 на дена тоа да го искоригираме и веднаш наредниот ден ја доставивме одлуката повторно, каде што нашиот таргет ќе биде се она што е поврзано со страшната трагедија во Кочани. Значи ја бараме и одговорноста, хиерархиската поставеност, за да правдата всушност излезе на виделина. Ако добро се сеќава јавноста и граѓаните, знаеме дека тоа беше иницијатива и барање од оние кои што се најмногу засегнати во овој случај, тоа се родителите на загинатите деца во таа трагедија. Така да ние останавме на она начело како избраници на граѓаните, тоа е и наша обврска за да го направиме сето тоа. Од друга страна, она кое што го видовме од страна на коалицијата ВМРО ДПМН знам и вреди, дека тие доставија анкетна одлука барање нели за анкетна комисија која што покрај трагедијата во Кочани ќе се однесува и за модуларната болница, за трагедијата во Ласкарци, како и некои други трагични настани во нашата држава. Нашиот наратив и нашата перцепција е тоа дека во овој период сега, во овој момент, ние треба да сме фокусирани пред се и над се на трагедијата во Кочани. Многу пати и претходно, ако се сеќавате, уште во април месец имавме еден ваков обид кога сакавме да доставиме исто така барање за да се направи една анкетна комисија. Тогаш од колегите од ВМРО ДПМН веднаш почнаа да негодуваат дека тука всушност треба да се прошири тој опсег на трагедија и така натаму. Ние не смееме да дозволиме под тепих да го ставиме она што значи трагедија во Кочани за сметка на политички поени, популизам и така натаму. Овдека всушност не треба да правиме никаков театар од оваа анкетна комисија, напротив, достоинствено како што доликува на народни избраници да си ја завршиме задачата. Очекувам дека собранието сега е на потек, односно и сите ние во парламентот сме на потек. Многу ќе биде интересно доколку и двете анкетни комисии го видат светлото на денот и во тој случај ќе имаме и паралелен. Постои таква веројатност. Јас очекувам на свесноста и самосвесноста на колегите од ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери дека сепак ќе дадат предност на нашата анкетна комисија. Ние не бегаме буквално од никакви други процеси кои што всушност ќе значат и таму и транспарентност и согледување на вистината. Меѓутоа сметам дека нити пак сме заплашени од таков наратив и за модуларната и за Дурмотурс. Добро, меѓутоа велите дека нема да прифатите сеопфатна анкетна комисија. Никогаш не сме рекле дека нема да прифатиме. Напротив, рековме дека сега во овој момент Кочани треба, односно трагедијата во Кочани треба да биде приоритет. Не само во парламентот, буквално и на целата јавност. А и така е. И тоа го заслужуваат и родителите. Така, добро, Петрушевски, во истиот ден кога практично и беше отфрлена иницијативата на СДСМ, односно и на Левица, односно беше вратена на доработка, вие излеговте со нова иницијатива, како што рековме, за една проширена анкетна комисија која ќе ги опфатаќа не само на последна трагедија во Кочани, туку и
неколку изминати кои што беа исто така големи несреќи, Дурмотурс, Беса Транс и пожарот во модуларната во Тетово. Зошто не почекавте да ја коригираат СДСМ и Левица, па да ја вратат, туку веднаш излеговте со ваша иницијатива, или од самиот почеток не беше прифатливо за вас анкетата да биде само за трагедијата во Кочани? Најпрви, ние во континуитет велевме дека да почне судењето, да се заврши обвинителниот акт и она кое што беше тогаш разговарано, и ќе имаме една анкетна комисија во собранието која што ќе разговара за сите овие теми кои што беа наведени, но вклучително и за други несреќи кои што останале така и кои што исто така заслужуваат утврдување на одговорност, затоа што ако суштината не е да водиме дневна политика, туку да го менуваме системот, мислам дека ни треба една ваква сеопфатна анкетна комисија која што ќе ги истражи сите случаи кои што се случиле во Република Македонија. Зошто поднесовме анкетна одлука за анкетна комисија? Затоа што нивната беше сгрешена, а грешката беше, јас ќе ја тумачам така лично, политичка. Односно, не го испочитува деловникот во делот на составот на таа анкетна комисија и си предложија број на пратеници кои што ќе учествуваат во таа комисија претежно од опозицијата, занеморувајќи ги пратениците од власта, иако членот 124 од деловникот изрично утврдува дека анкетна комисија се формира согласно пропорционално на бројот на пратениците кои што се застапени во парламентот. За да не пропадне на таква иницијатива, затоа што не бевме сигурни дека не сакат само политика да водат и политиканство, поднесовме една таква одлука која што е со легитимитет од 75 пратеници подпишани на неа. И има неколку суштински разлики по она кое што беше претходно поднесено од СДСМ. Првата е опфатот на несреќите, кое што веќе го коментиравме. Второто е, откако ќе заврши со работата анкетна комисија, да извештајот покрај до собранието и до владата да биде доставен и до јавното обвинителство. Тоа го немаше во ова предлог одлука на СДСМ и мислиме дека кога веќе собранието ќе работи една таква анкетна комисија, на таков случај, добро е за правдата во Република Македонија тој извештај да отиде до јавното обвинителство и јавното обвинителство си ги преземе сите чекори кои што треба да ги преземе. Не само за Кочани, вклучително и другите кои што се случиле, а кои што станале така под превезот на неиспочитување на она кое што значи законска процедура и носење на правда во Република Македонија. Така што нема ништо политичко или политиканство во кое што го правиме, единствено да го испочитуваме барањето на жртвите од Кочани, на нивните семејства, гледајќи дека опозицијата игра пинг-понг. Имаме уште една сега анкетна комисија која што треба да заседава во делот на она анкетна комисија која што раководи Димитар Апасиев, сметајќи дека таму има политиканство и злоупотреба на оваа трагедија за дневно политички цели, излеговме со една сериозна анкетна комисија, согласно деловник, согласно закон и согласно на кое што го бараат граѓаните. Добро, дали како пратеничка група воопшто би прифатиле, односно бија прифатили иницијативата на СДСМ и Левица да се дискутира само за трагедијата во Кочани, или сепак ќе останете на вашето барање да има анкетна комисија во собранието за сите? Апсолутно, ние поднесовме веќе со легитимитет од 75 пратеници предлог одлука за да се расправа за Кочани и за сите други несреќи, меѓутоа мора да знаеме една работа. Согласно деловник, председателот на таа анкетна комисија ќе биде од опозицијата. Тој ќе одиктира и темпото на работа, и закажувањето на седници и се она кое што значи работа на таа анкетна комисија. Така што тука има дилема дека акцент ќе се стави на Кочани, меѓутоа многу работи кои што се системски. Постои ли некаква опасност да дојде некако во заден план Кочани, па да се дебатира повеќе околу оние трагедија кои што беа поминатото, отколку за она што е да се дебатира за Кочани, меѓутоа ако зборуваме од делот на системските пропусти, многу големи паралели може да се извлечат со сите други несреќи кои што ги имале досега во државата. Така што фокусот е Кочани, меѓутоа добро е да ги отвориме и другите несреќи за да го направиме таа паралела и за да извлечеме одредени акции кои што ќе ги преземеме во
идни назад да не ни се случуваат нормално вакви работи. Добро. Затоа што она кое што досега се правило во државата, тоа е ставање на работите по техпик, не донесе до вакви несреќи. Така што добро е да ги отвориме сите, да дебатираме, да утврдиме одговорност, да доставиме до јавното обвинителство, нека си постапува понатаму и на крајот на криштата да извлечеме поуки како општество и како држава за да се коригираме и ваквите несреќи да не се повторуваат. Добро, Лукаревска, ненамерна ли беше грешката со прекршување на деловникот во вашата првична иницијатива во однос на соодносот на пратеници кои што би членувале во таквата анкетна комисија? Има ли тука политиканство, еве како што обвинува вашиот соговорник? Апсолутно нема политиканство и недобро е да скажуваме дека има политиканство ако било која политичка партија или политичка структура во рамки на собранието поднесува било каква иницијатива. Значи се она кое што не доаѓа од ВМРО-ДПМН, се тоа е политиканство. А ВМРО-ДПМН тогаш има вистинска визија и цел. И не се согласувам дека е тоа така, нити пак сме играле пинг-понг со било какви иницијативи, анкетни комисии и така натаму. Ова за кое што зборуваме за анкетната комисија која што предводи лидерот на Левица Димитар Пасиев е сосем една друга процедура која што е председ доаѓа од соодветна представка од страна на родителите на загинатите млади луѓе во трагедијата во Кочани. Истовремено не смее да се дозволиме да во рамки на почетокот на делувањето и постапката која што ќе води оваа анкетна комисија, нити да се ставиме во улога на обвинители, нити да се ставиме во улога на суди. Ние треба таму всушност да добиеме одговори на повеќе прашања. Ако добро читаме, ќе видиме дека таму одреден сведок што ќе биде поканет, независно од власт или од опозицијата, може да побара и тоа да биде на затворена седница да се дебатира таму, не знаејќи за какви сензитивни информации ќе бидеме сведоци. И од друга страна, овие предмети или овие процеси кои што беа актуелни во минатиот период и за ласкарци, и за модуларната и така натаму, за нив има спроведени истраги, превземени се чекори, имаме судски процес и така натаму и врз основа на тоа не може да ги ставаме на ист таз сите овие случаи. За Кочани имаше досега, мислам, 2 рочишта, ако не се лажам. Така да предходно се зборуваше дека ќе чекаме да заврши истрагата, па тогаш ќе почнеме да бараме анкетна комисија. И на крајот да завршам, она кое што е можеби најмал проблем е составот на комисијата. Поголемиот проблем е дали ние сакаме да имаме потврда на правдата и да ја добиеме вистинската одговорност, бидејќи знаете во јавноста дека имавме најразлични наративи и одредени работи кои што беа од круцијално значење, ние ги направивме да бидат многу ефемерни. Врз основа на тоа, повторно ќе напоменам, целта е да нема театарната анкетна комисија, туку анкетната комисија да си ја заврши задачата за тоа кое што всушност ќе биде дека ќе има избрано. театар доколку се дебатира за сите 4 трагедии? Напротив, не. Значи, од самиот старт и на емисијата напоменав, имаме и изјави многу пати и од СДСМ, и од пратениците дека ние не бегаме од вистината, од транспарентноста, не бегаме од правдата нити за случајот со Кочани, нити пак за некои било кои други случаи. Имавме сведоци, бевме за анкетната комисија која што имавме за случајот со онкологија, каде што потоа видовме какви препукувања од политички карактер имавме, дека се криеле документи, дека одредени информации кои што ги добивме од анкетната комисија не соодесува на она кое што нашиот претседател Венко Филипче потоа излезе со одредени извештаи и така натаму. Ние не смееме да се доведеме во ситуација политиката да надвладее над правдата и над она што значи вистинска одговорност. Добро, се согласувате ли со тоа извештајот од една таква анкетна комисија, односно заклучоците да бидат препратени до јавното обвинителство, па доколку не излезат некои нови моменти, да има и можеби реотварање на некои судски пресуди, процеси Тоа апсолутно дека се согласуваме, затоа што и така треба и да бидат одредени текови, бидејќи она кое што можеби ќе го утврди анкетната комисија на вистина ќе биде во интерес на побрзо решавање на предметот или на судскиот процес за Кочани, секако дека воопшто СДСМ нема да се противи на сето тоа. Не е добро ако колегите од ВМРО-ДПМН мислат, пак ќе повторам, дека со правење, односно со барање за анкетна комисија за многу други случаи, дека СДСМ е уплашен.
Добро, и од што ќе зависи дали ќе ја прифатите иницијативата на ВМРО ДПМН вреди знам за анкетна комисија, доколку вашата нели не помине низ собраниските комисии на пленарна седница? Под број 1 многу е битно. На бројот на потпишани Под број 1 е пратеници. многу битно дека заеднички гледаме дека Кочани и судскиот процес во Кочани и случајот Кочани е приоритет и на едните и на другите, и така треба да биде. Бидејќи ние сме тие кои што всушност треба да се грижиме за да правдата излезе на виделина. Ќе видиме кога ќе дојдат овие две одлуки на дневен ред, мислам дека се на седницата на 3 декември, ако не се лажам, можеби и грешам, извинете. И врз основа на тоа ќе носиме соодветни заклучоци, ќе ги чуеме и аргументите и дебатата и ќе го имаме и епилогот. Добро, ајде и околу онаа постојана анкетна комисија која што ја споменавте и двајцата, која што е веќе закажана за 9 декември, со неа преседава пратеникот Димитар Апасиев. Нејзиното одражување, еве така би рекла, е под знак прашалник, односно ќе зависи од постигнатиот обезбедувањето на потребниот кворум. Па моето прашање до вас, Петрушевски, е дали вие како пратеничка група, односно оние членови кои што членуваат во таа анкетна комисија, ќе присуствуваат на оваа седница? Најпрвин, зашто и претходно напоменав дека се води политиканство, треба да знаеме дека, односно јавноста треба да знае дека оваа представка, врз основа на која се закажува оваа постојана анкетна комисија за човекови права, е испратена до председателот на таа комисија Апасиев во јули месец. И сега чекал неколку месеци за да закаже седница токму на датумот кога ќе се расправа за буџетот на Република Македонија на 9 декември. Сите сме свесни колку е битен буџетот и дека од него зависат и платите, и социјалните трансфери, и пензиите, и се она кое што значи нормално функционирање на државата. За толку месеци не можел да најде термин. Сметате дека тоа не е случајно? Апсолутно, познавајќи го неговото функционирање до сега, не можам да се сложам дека тоа е случајно, затоа што доколку имал искрена намера, затоа што ние не бегаме. И таму ќе идеме. Не бегаме, ние нема зошто да бегаме. Така, значи нема паралелно потреба. Ние сакаме, присуствували на двете невозможно е затоа за буџетот треба и кворум да на се направи таму, не може, физиката не дозволува еден човек да биде на две места во исто време. Физиката не дозволува. И затоа имавме изјава да се договориме за термин кој што ќе биде прифатлив за сите, да бидеме слободни. Сака и премиерот да присуствува, да биде слободен и премиерот, да присуствуваат и сите оние кои што се поканет, и министерот внатрешни, сите сакаат да присуствуваат. Нема зошто да не присуствуваат, нема зошто да бегаат, нема потреба. Сакаме да сме таму, ама мора да ги усогласиме термините и мора да биде датум кога ќе сме во можност за да дојдеме, затоа што јас морам редовни координации што ги имате кај спикерот Гаши, па да се договорите нели пред време за тој датум кога би се одржал. За жал не, тој на своја рака сам излезе и си ја закаша оваа комисија. Добро, колкава е можноста да не се обезбеди кворум па да пропадне? Не знам, искрен да видам, не знам. Ќе мора да почекаме да видиме напорите од наша страна да седнеме и да разговараме, да закажеме датум кој што ќе биде прифатлив и нормален за сите, да бидеме физички присутни, затоа што јас морам да видам да гласам за буџетот, а не можам во исто време да бидам на таа постојана комисија, сум член и таму. Физички е невозможно да сме таму. Така што добрата волја од нас постои да седнеме да разговараме, бараме разговор, да се договориме во термин кој што ќе биде прифатлив за сите, и ќе дојдат и премиерот, и министерот за внатрешни, и сите пратеници, буквално нема никаков проблем, ќе разговараме за се што треба. Ние нема од што да се криеме, нема потреба ниту да размислуваме на таа тема. Сакаме да бидеме таму. Ама не сме ова опозиција да го злоупотребува за денот политички поени. Баш на денот кога треба да се гласа буџет на Република Македонија, кој што зависи функционирањето на државата. И во делот на она кое што се говореше претходно, морам да искоригирам некои работи. Добро е што сега се само вака дебатира и вака размислува, и тоа е добро. Очигледно се менуваат некои работи во само затоа што кога тие беа власт, да речеме, имаше единствен случај кога председателот на собранието тогашен Талјан Џафери со решение укина одржување на анкетна комисија, постојаната анкетна комисија која требаше да се расправа за некои од овие несреќи. Потоа имаше случаи кога на закажани комисии, седници на оваа постојана анкетна комисија не правеа кворум. Така што добро е што сега сакаат да дебатираат за сите, затоа што и тие луѓе заслужуваат, и јавноста заслужува да слушне одговори на многу дилеми кои што ги имаме по однос на сите прашања кои што се случиле во минатото. Меѓутоа, тогаш како власт се однесува многу различно од ова кое што е сега. За разлика од нив, ние
За се сакаме да дебатираме, се прифаќаме, секоја иницијатива е добродојдена, само мора да биде деловничка, мора да биде усогласена и на крајот на криштата да седнеме заеднички да разговараме за она кое што нормално дека ни е заеднички цел, а тоа е правдата да излезе на виделно. Добро, Лукаревска, дали пратениците од СДСМ кои што членуваат во анкетна комисија ќе присуствуваат на истата? Да, ќе присуствуваат. Меѓутоа сакам да се надоврзам на она кое што го кажа колегата Бране. Ако имате конзистентни ставови и ако секој пат сакате да сте на страната на граѓаните и да бидете кооперативни во политичките процеси во собранието, под број 1. Имаше исто така анкетна комисија која што ја водеше на Апасиев и се однесуваше на аерозагадувањето. Тогаш не присуствувате, односно ја бойкотиравте таа анкетна комисија. Сега бидејќи велите дека сте секад апсолутно се одржа. Меѓутоа вие сте власт, вие мора да слушнеме и од власта што сака да направи за аерозагадувањето. Да се одржа. Со решение Талат Џафери ги укинуваше. Тоа е разликата. Јас не можам да зборувам во име на Талат Џафери, нити па сакам да зборувам во име на Талат Џафери, но за да се има конзистентни ставови мора и да се покаже дека тоа е така. Сега, кога зборувавме изминатиот период за анкетна комисија, исто за трагедијата во Кочани, тогаш исто имавме препирки, дали ќе ја прифатите, нема да ја прифатите, да ја поднесеме, па нема да ја поднесеме, па повторно пак дека треба да се отворат тие случаи и така натаму. Што се смени од тогаш до сега? Она кое што ние го кажавме. Кое? Во тој момент имаше истрага од обвинителството, да заврши истрагата и веднаш после завршување на истрагата ќе имаме анкетна комисија. Истрагата заврши, се поднесе обвинение, имаме судски процес како што и вие рековте и сега можеме да иако лично јас мислам дека и сега е можеби проблематична на ваква комисија од аспект на она кое што правосудството треба да се заврши работата, меѓутоа со оглед на какво правосудство имаме, со оглед на довербата, односно недовербата на граѓаните во институциите, сметам дека е добро да имаме една ваква комисија. Доколку имавме институции кои што функционираа, мислам дека ќе немаше ниту потреба да една ваква анкетна комисија, туку судската власт ќе си ја заврши својата работа. За жал, таква е ситуацијата во Република Македонија. Ние не може да бегаме и веднаш рековме дека ќе ја прифатиме. И тогаш рековме дека да, ќе отвориме анкетна комисија, меѓутоа ќе отвориме и за други теми кои што останаа заташкани во период кога ние бевме опозиција и не ни беше овозможено да имаме анкетна комисија. На крајот на криштата, претседател ќе биде од опозиција на оваа анкетна комисија, тој ќе ја диктира работата, акцент ќе се стави на Кочани, добро е да слушнеме за други несечи, одредени аномалии и да извлечеме поука и да ги коригираме да не се повторат во идеја. Добро, тогаш зошто ние ја поднесуваме одлуката, односно барањето за анкетна комисија, вие 2 дена после нас излегувате на преса и викате, еве ние ќе поднесеме барање за анкетна комисија, но не само за Кочани, туку и за сите случаи. Зошто нас не чекавте? Знаете како? Значи мора да има следствен тек, бидејќи ние веќе сме ја поднели, сега вие после 2 дена еве да видите сега ние што ќе направиме, не само за Кочани, туку и за сите други случаи. Да не пропадне. Згрешивте за да не пропадне. Зашто да не навлагам. Ми зборувате за двојните аршини кои што претседателот на собранието Африм Гаши ги има континуирано кон било што да поднесе СДСМ, ги има буквално двојните аршини. Се што поднесува СДСМ во собранието веднаш доаѓа на било каква корекција и тоа исклучиво од страна на претседателот на собранието Африм Гаши. Да ве потсетам за законот за бранителите. Нему е во надлежност да чита деловник еден за СДСМ, друг деловник да чита за ВМРО ДПМН или за ЗНАМ или за ВРЕД или за ДОИ. Деловникот и за нас и за сите. Тој поинаку го чита, извинете. Во вашата предлог одлука стои дека анкетната комисија се состои од 15 членови, од кои 4 членови ќе бидат од СДСМ, 4 членови од ДУИ, 1 член од Левица, 3 члена од ВМРО, замислите ВМРО со 58 пратеници, 3 члена, СДСМ со 15 пратеници, 4 члена. 2 члена од пратеничката група ВРЕДИ и 1 член од пратеничка група на ЗНАП. Согласно членот 124 ставот 3 од деловникот пишува дека собранието со одлука основа анкетни комисија и мора да биде пропорционален. Одака е. И заради тоа што ние се направилата најмалку битно е составот внатре, битно е ние дали ќе ја постигнеме целта и дали ќе ги задоволи. Вие сте го тоа сметале дека не битен составот и доколку е битна целта сме можеле. Дали е битен составот, значи да не се разбереме погрешно. Кадровската понуда во рамки на анкетната комисија
е ирелевантна во споредба со целта која што сакаме да се постигне преку оваа анкетна комисија. Доколку Тоа сте го сакале да ја зборувам. постигнете Ако и таму целта. бараме превласт во барањето правда, тогаш не сме ние на вистинскиот Нема пат. превласт, видете, ако зборуваме за системски пропусти кои што довеле до трагедии и ние да формираме анкетна комисија со системски пропусти, мислам дека е парадоксално. Немаше да има ни ова проблем. Немаше да биде ова проблем, доколку вие Затоа зборувам, побаравте, значи, да не- седневме на координација, се договоривме, разговаравме, ќе предочевме уште тогаш дека е ова проблем, ќе го исправевте, ќе го прифатевме ние без никаков проблем и ќе имавме една анкетна комисија. Ние сметавме Ето, дека значи, вие пак се сакате да навраќаме водите на- политика Не е и затоа точно. за да не пропадне Не е точно. ова Не е вака точно. како што и Не претходно е се точно. случувало да се злоупотребуваат овие трагедии за политички, дневно политички причини, ние Не. излеговме и Значи, поднесовме вие анкетна за анкетна комисија онкологија со за тоа што политички поени ја правите, бидејќи Не, сами не ме анкетната- обвинувате дека не. ние сме ја направиле, ја бараме анкетна за кочани за политички знаете поени. зошто е поднесена тогаш, ако веќе се навраќаме нас. 11 месеци се чекаше на обвинение. 11 месеци ништо не работеа правосудните органи. Сега експресно обвинение имаме. Има огромна разлика од сега и од тогаш. И ако некој чека 11 месеци, логично и нормално е да потражи анкетна комисија за да изврши нормален притисок кон властите да почнат да работат, пред се тука зборам кон јавното обвинителство и правосудната власт, што се постигна како ефект. И значи било добар чекор тоа што сме побарале анкетна комисија за Мене ми е онкологија. навистина жал што ние зборуваме, дебатираме, се препукуваме за трагедии кои што се однесуваат Се служувам во за тоа, нашата ама што да држава. правим? Ние треба да овозможиме функционален систем, да овозможиме правда, да овозможиме транспарентност и одговорност за секој оној кој што се огрешил пред законот. Тоа треба да ни бидат заеднички постулати Тука на немаме дилема. функционирање. Така, ајде уште едно прашање, бидејќи ве споменавме започнато е веќе судењето за трагедијата во Кочани, 2 рочишта се одржани досега, а бројот на осомничени се прошири од како нели започна самиот судски процес со инспектори вработени во УЈАП, меѓу нив е и уапсен инспектор, брат на ВД председателката на Кривичен. Како го коментирате тоа? Требаше ли да се чека толку, бидејќи веќе нели се објавија во медиумите некои информации, некоја комуникација која што тој ја имаше со некои лица кои што се поврзани со Кабарето Пулс, и ќе има ли уште осомничени според вас, што може да се очекува од процесот, од судскиот процес, ќе биде ли транспарентен? Она кое поведете што јас Петрошица. можам да го кажам е дека сите овие 3 процеси, во смисла на 3 кривични пријави кои што ги има поднесено МВР, и првичната за која што е судењево, и дополнувањето, и овие за што се осомничени од УЈАП, и оние кои што се осомничени се води истрага преку организиран криминал, јавното обвинителство за полициските службеници, затоа што они се таму по надлежност. Сите овие процеси се по основ на кривична пријава поднесена од МВР. Односно, тоа значи дека МВР си е завршило својата работа и ја предало кривичната пријава во јавното обвинителство. Кога јавното обвинителство ќе го сработи предметот, ќе донесе јавна обвинителска одлука, ќе побара мерки за обезбедување и се она кое што е нивна надлежност, затоа што се доминус литис во постапката, затоа што се главни во постапката, тоа треба да ги прашаме нив. Јас можам да зборам за она кое што обврска на владата и она кое што обврска на Министерството за внатрешни работи. Во овој случај експресно си ја завршиле својата работа и тука нема простор за критика. Како постапило јавното обвинителство, треба веќе да се обратиме до јавниот обвинител. Исто ова го потврди и он, јавниот обвинител, главниот јавен обвинител на едно од националните телевизии, дека овие постапки се покренати по однос на кривични пријави поднесени од Министерството за внатрешни работи. Добро, каков судски процес очекувате? За жал не можеме да бидеме оптимисти сега каква е ситуацијата со оглед на она суден систем каков што го имаме во Република Македонија. Еве веднаш на почетокот сме сведоци како не си ја заврши работата и не интегрирале обвинение кое што е споено 2 во 1, така што нели сега бараат повеќе пари, бараат поголема плата, меѓутоа и ова кое што сега треба да го сработат како една обична нивна обврска не го сработиле, овозможиле. Сега гледано вака долгорочно можеби 2 дена, 3 дена не значат ништо во една судска постапка, меѓутоа стартот не е добар по однос на начинот на кој што работи судството и обвинителството. И тука не сум оптимист, се надевам дека ќе преовладее кај нив професионализмот, се надевам дека ќе преовладее кај нив правото она кое што се образувало, на кое што го учеле и дека ќе постапуваат согласно начелото на право. Добро, Лукаревска, каква вие судска постапка очекувате? Сметате дека ќе биде транспарентна и коментари околу последните нови осомничени во случајот со Кочани? Неопходно е да биде и транспарентна, меѓутоа и доста брза, затоа што... Но дали ќе биде?
Секако дека ова е навистина комплексен процес, комплексен судски процес, многу обвинети, повеќе действија, повеќе институции, повеќе механизми и така натаму. Меѓутоа, нетрпението секако за правда, жетта за правда, се го прави своето, дека очекувањата се да биде што побрзо и сите очи од јавноста се вперени токму кон овој судски процес. Очекувам дека и судството, и обвинителството, и сите засегнати во самиот процес ќе бидат на ниво на задачата. За она кое што беше од последните случувања во делот на проширување со нови обвинети и така натаму, секој оној кој што се огрешил пред законот, секако дека треба да одговара, но сметам дека многу внимателно треба да ги гледаме и доказите, да ја гледаме временската рамка, кој кога бил на одредена позиција кога се превземале одредени действија и дали бил на одредена позиција кога се превземале одредени действија и на крајот да потенцирам дека неопходна е и презумцијата на невиност за да се има во предвид за било кој од било која институција и од било кој случај. Добро, кога сме веќе кај судството, еве ги споменавме и оние реформи кои што се бараат во правосудниот сектор, меѓу кои е и барањето за повисоки плати, се бараат од Унијата. Премиерот е против тоа, неколку пати јасно си има изјаснето нели околу тоа. Според него, моменталните суди и обвинители не ги заслужуваат ниту сегашните плати. Треба ли, Еве Лукаревска, според вас, доаѓате од СДСМ, да пораснат платите на судиите и на обвинителите и дали според вас на таков начин ќе се намали корупцијата која што за жал ја имаме во правосудството?